Božja pomoć osvetena, zada bide naša gordost, sveto mesto makedonsko. Iso Božja pomoć osvetena, zada bide naša gordost, sveto mesto makedonsko. Malku sme, no tu kad sme, ke se zbirame, vo crkvata sveti Arhangel, makedonsko to ime, ke go čuvame. Malku sme, no tu kad sme, ke se zbirame, vo crkvata sveti Arhangel, makedonsko to ime, ke go čuvame. Always remember, we are Macedonian, proud of our history. Next generation of Alexander the Great, King of Macedonia. God bless you. Dear brothers and sisters, good evening and welcome to our 9th annual Patron Day celebration of Saint Archangel Michael of Phoenix, Arizona. I have so much fun being for the last 9 years here with you guys, and every year it's better and better. And once again, thank you all for coming to join us for this celebration. Се трудиме да направиме црква. Кај што нема македонска црква, никој не е фрлен, да речеме, надворно се снајдуваме со други цркви едно друго, но нема поубаво од свое да бидите признати сите, да се гордеете со тоа што ќе речете имаме наша црква и во Финекс. Ве молам за тоа. Thank you very much. God bless you all. I just said something in Macedonian that we are trying hard to build a Macedonian church in Phoenix, Arizona, which we need it. We have enough support, but they need to step forward. Thank you very much. Let's enjoy the evening. We have the best music in United States today. Јас најпрво сакам да ви го честитам патриотниот празник на црквата Свети Арангел и се надевам во исто време сакам да апелирам и до другите цркви. Ние ви имаме помогнато со донации, исто и морална и доаѓаме тука. Нас и ние бевме во слична ситуација пред 30 години и му благодариме на епархијата кога нас не позајме со $20,000, му благодариме исто и на сите организатори, на владиката Кирил, и ние дојдовме ја подигнавме нашата црква, го собравме народо и тука гледам дека има голема желба и гледам дека сите сакате да се приберите во наша црква и тоа и ние исто го сакаме за вас, тоа е исто наша желба до година да ве видиме во ваша црква. Народот во Лос Анџелес се собран, ние сме добри и
и уште ќе помагаме тука, али сепак сакам да апелирам и до другите цркви да ви помогнат за до година да дојдеме во наша црква македонска Свети Арангел. Благодарам на сите. Го замолувам македонците да ни помогнат. We need your help. And thank you for everybody coming over here. And I hope we have a good time. It's short and sweet. Thank you. Храмовите имаат повеќе наменска цел. Пред се Божји храм и тоа е место за средби на луѓето со Бога, место за молитва, место за духовна утеха и радост, но Божјиот храм е и место каде треба да се чувствуваме најблиски еден со друг. Па така, колку побрзо го изградиме Божјиот храм, толку побрзо ќе бидеме поблиску со Бога, а колку сме поблиску со Бога, толку сме поблиску и помеѓу себе луѓето. Во ова време не време, време на разни недоразбирања, на широко ниво во светот, време е кога македонците не треба да имаат никакви делби, напротив, сега е време и ве повикувам на единство. Конечно, мора да сватиме доста други неделеа. Време е сами да се признаеме. Време е да ставиме и да сватиме дека без меѓусебно почитување и национално единство нема иднина ни постоење за никого од нас. Да го подигнете Божјиот и ваш храм и во него секогаш за радост да се собирате. Ќе речам на крајот, кој има уши да слуша, нека чуе и кој сака да го разбере ова, нека го разбере. Верувам дека до година ќе бидеме многу повеќе, многу побројни и со многу поведри ликови, за да може да го славиме овој голем христијански празник и да го молиме нашиот патрон, Свети Архангел Михаил, кој што како тогаш, кога демонот се дигна против Бога, така и овој пат ќе се дигне против сите што им мислат зло на оваа христијанска заедница, на оваа наша македонска православна црква, и со зборовите свет, свет, свет е Господ, ќе ги просвети и нашите срца и ќе не всели во неговиот дом. Бидете благословени, Господен е со вас. Ви благодариме на убавите зборови и се надевам дека од устата твоја ќе влезат во ушите на сите наши македонци и ќе продолжиме вака да работаме за еден ден да имаме и ние овде во Феникс наша православна македонска црква. Место каде новородените ќе се крштаваат, младите ќе се венчаваат, а старите ќе се собираат да ги изјаснат сите неволји, ќе се молат во Бога за опроштај на гревовите и такво место ни треба. Нажалост, работиме ево 10 години, но уште немаме. И апелирам не само до сите наши овде во Аризона и во Лос Анджелес, него и до другите цркви во Америка и Канада, да поможат за еден ден да имаме и ние место наше, што ќе го викаме Македонска православна црква, во овој дивиот запад од Америка, во земјата на кактусите и дивите кучиња. Само ако замислите да се вее македонско знаме, да имаме наша македонска црква, колку значи. Како што имаат цркви во сите делови на поголеми градови од Америка и Канада, и ние, и нас ни се следува да имаме. Но тоа ќе го оствариме само со заедничка помош. Отворени срце, отворени раце. Да сме слободни во секое време да помагаме, да не оставаме само на председателот или било кој да ја врши работата, но ние сите заедно. Само така, еден ден ќе имаме и овдека наша македонска православна црква. Затоа и апелирам до сите цркви во Америка и Канада за минимална помош, ако не поголема. Ако си замислите, драги браќи и сестри, зборувам во Америка и Канада,
толку македонски семејства, што се, ако секое семејство подари $10, ова црква ќе се изгради за 5-6 месеци. Апелирам уште еднаш за помош до сите. Било каде сте македонци, бидете благословени и помагајте да еден ден и нашата црква овде Свети Архангел Михаил се изграде. Уште еднаш благодарам. It's a pleasure to meet some friends from Canada and our friends from LA that have come out to support us. We really appreciate that. I just want to say real briefly that we really need to get this church built. That, with most communities, the church is the center of what they're trying to do and what they believe. And I want my children to experience my father's culture, my father's food, my father's language. I am my father. So I wish everyone a happy time tonight, and I appreciate everyone coming out. And for those of our friends in Canada, we ask for your support. We appreciate your support, and we hope that you can help us to finally realize our dream and our vision of having a place for everyone, all Macedonian friends and family, to come and to experience the Macedonian culture and to continue to press forward, just to be together and to experience the culture of Macedonia, my father's culture. I really appreciate it, and thank you very much. Ние сме во далечна Аризона, во Соединетите Американски држави, со председателот на црковната општина на Македонската православна црква Свети Архангел Михаил од Феникс, Джим Лозановски. Джим, ние голема чест да разговараме со вас денеска на ова прослава ваша македонска во Аризона, но истовремено дојдовме да дознаеме нешто повеќе за подготовките за изградба на ова прва македонска црква во Аризона. Благодарам на прашањето. Исто ви благодарам многу што ни сте гостин денеска овде и ни направивте голем чест да ја уредиме ова емисија за вас, да видат нашите македонци во Торонто, Канада и ширум Америка и Канада. Ако пратиме копија од ова CD, по можност јас би сакал сите да видат. Се трудиме, се бориме да направиме црква, стигнати сме 50%, црквата е направена. Потрошени се негде околу $420,000 со купено место, конструкција во вредност од $270,000 и до тука стигнавме, застанавме, имаме околу 21 месец кај што немаме ни една лопата клајно, тоа заради пари немање. Еве, јас ќе почнам со еден апел до нашите гледачи македонци во Канада и во Соединетите Американски држави кои ја гледат оваа емисија, посебно во Канада, затоа што нашата програма се гледа во цела Канада, како што се изградени цркви во Флорида, 2, во Лос Анџелес, во Филаделфија, во Нью Џерси, во Детройт, во Торонто неколку имаме. Мораме да имаме наша македонска црква во Аризона, затоа што Феникс е голем град. Нашите македонци, апелирам, од важноста македонското име да се слушне во Аризона, затоа што е еден од најголемите градови во Америка и јас ви честитам што вие се зафативте на оваа работа, на овој зафат, но како можат македонците да донират пари, да дават пари за оваа црква, на кој начин? Благодарам и на тоа прашање. Сакам малку, пред да дојдам до донирањето, сакам малку и јас да прашам за еден апел од сите браќа и сестри во Канада, наши македонци, да верувам секој знае како се почнува и како се гради црква. Секој кој бил во друштво и со залога да направи црква,
Не е лесно, браќа. Најтешкото нешто, задачата е голема. Значи, работата е нашите македонци од Канада да дават поддршка и од секаде во Северна Америка за ова македонска црква, затоа што каде е македонското име е Македонија. Каде има Macedonian Orthodox Church, како што ги споменува сите тие места, и во неколку од тие места. Во Флорида, кој се надеваше дека ќе има 2 македонски цркви во Флорида. Во Лос Анџелес, кој се веруваше, сега имаме македонска црква таму. Но јас исто така ќе апелирам до нашиве гледачи да дадат пари за оваа црква. Многу е важно македонското име да се слушне. Сега, почитувани гледачи, ги гледате сликите од црковното место, едно прекрасно место со планина позади. Вие бевте сретни кога го земавте местото, но сега нели е важно да почнете со изградбата на ова прва македонска црква во овој град што има 3 милиони жители Феникс и каде што многу луѓе американци доаѓаат. Ако имаме македонска црква, имаме македонска заедница тогаш. Може тогаш да почнат курсеви по македонски јазик за децата. Тогаш може да имате и радиопрограма или телевизија во иднина. Кажи зошто е важно, Джим, да имаме македонска црква тука? Благодарам на тоа прашање, е многу важно да нашите македонци, да биле стари, да биле млади, да знаат оти македонската црква е дел од националноста македонска, од кој да е дел од Македонија, треба да стапнат и да дојдат напред и да речат: браќа, дали можам и јас нешто да помогнам? Секој еден од нас може, ако не може 10.000, може 10 брики да подари и да стави и да се јави дека јас сум со голема надеж да се направи црквата и тоа, јас барам од секого. Овде, да ви кажам право, се иштоститне, дадовне секој барем по 5-10.000. Еве, вие правите многу што ги имате црковно место сега. Тие црковни места се многу скапи сега да ги купите во Соединетите Американски држави, но важно е да се изгради црквата. И јас морам да кажам, ќе биде срам не само за тука, но за сите македонци во Северна Америка ако не се изгради ова црква. Затоа апелирам уште еднаш, почитувани гледачи, да се јавите на телефонските броеви што ги гледате на вашите екрани со доброволни прилози. Сега, додека ги славиме празниците за Божик и Нова година, нека има нешто од вашето срце за македонците во Аризона, за да им помогнеме да се изгради ова црква. Имаме голема заедница, почитувани драги македонци во Онтарио. Ајде да помогнеме ние сите малце за да се изгради ова македонска црква во Аризона. Да си жив и здрав. Помошта нема да ја заборавена. Некој ако се осеќа дека може да ни поможи, би зели и малку заем со ставање на тајдол на црквата и за 5 години па и 100.000 да ни дај некој. Парите нема да му загинат, да е мал интересо. Црквата ќе си го плати борчо, но тоа ќе биде степ напред со... Од нашиот апел, Джим, извини што ти сечев тука, нашиот апел, сите македонци од денес, од Канада, кои ќе се јават овие дена во Аризона, кои ќе дадат донации, ќе ги споменуваме нивните имена на нашата телевизија. Затоа апелирам до вас да дадете од вашите срца за македонците во Аризона, каде што ние го правивме истото со Кеймбридж, Онтарио, една мала заедница, и сите македонци во Онтарио, вклучувајќи ги и оние од околните места, Хамилтон и Киченер, заради македонците што беа заедно на тоа време и сега да бидеме заедно за ова македонска црква во Аризона. И јас ви кажувам дека сите имени од сега, од Канада, во наредните 2 недели, оние кои ќе дадат пари, ќе ги споменуваме на нашата телевизија како благодарност за нивната поддршка до вас. Благодарам и сакам на крајот сите ве поздравам, пожелувам све најубо во нашите зимски празници, Божик, Нова година и следните сите тие
Василица и сето тоа. Ние Дали имаш еден апел за македонците, една порака на крајот за по повод Божикните и новогодишните празници? да сте живи и здрави, Господа ве благослови со здравие и живот и среќа, и ако можете да се сетите на нашиве молби, ве молиме, поможете. Тоа е мој апел. Драги македонци, ова е мала заедница, но голема по душа, голема со македонското чувство на секој еден тука е горд македонец. Дали се половина македонци родени во Америка или имат потекло половина македонско, сите се гордеат што се македонци и затоа апелирам уште еднаш до вас да дадете вашите доброволни прилози. Джим Лозановски на крајот, една реченица на англиски. It's important that Macedonians in Canada give the support to the Macedonian Orthodox Church in Phoenix, Arizona. Please tell us in English. Thank you very much. I'd like to thank everybody watching this video, that we are trying to build a church where no church in the surrounding areas within 365 miles, which is more like 550 kilometers, we don't have any church to go to on Sundays or nothing. At times we go to Los Angeles, our sister church, Macedonian Orthodox Church, St. Mary, and that's where we go for our christenings and events and stuff. It'll be recorded in our books, and on the beautiful building plaque, anybody donating $1,000 or more, or $100 or more, it will be recorded on a paving brick that's going to be installed in the courtyard of the church premises. Please give your donations now, the numbers you see on the screen, to help the Macedonians in Arizona. Jim Lozanovski, ни беше голема чест да имаме овај разговор со вас и се надевам дека ова црква да дојдеме во иднина, ќе биде изградена и сите ќе влегуваме на едно македонско светилиште на овие простори. Благодарам, Бил, да си жив и здрав. Thank you, everybody. Од кој место си, Джим? Од Битола роден и растен. Битола. Градот Битола. Градот Битола. И имаме битолчани, многу македонци во Канада, имаме од сите делови на Македонија, од Леринско, од Скопско, од Пиринско, од Солунско, од Костурско, од Велешко, од Охридско, од секаде и апелирам до сите, од сите делови на Македонија да даде пари, затоа што Македонија за нас е една, македонците заедно сме како македонци, без разлика од каде потекнуваме. Джим, благодарам. Благодарам и вас. Арангел Михаел е на многу семејства. Куќна слава, тој ни е нашиот светител, прва македонска црква во Америка и Канада. Со наде сме да изградиме, ни треба малку помош. Фала ви уште еднаш на сите и пријатно. Благословен е нашиот Бог, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Отче наш, кој си на небото, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде војата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш потребен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници. Слава и чест на свети архангел Михаил, и го принесуваме, Господи, овој дар. Прими го во Твојот наднебесен жртвеник, во името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светиот Дух, амин. Свјати мученици, иже добре страдал, чествовавше и венчавше сја, молите сјако Господу, помиловати сјат душа наши. Востоки им јајемо, Jego że veličaju šte djevu oblažaje. Veliko ime, Veliko ime, Sveta Trojice, Sveta Trojica, Presveta Bogorodice, Presveta pomagaj Bogorodice, nam.
Veliko ime, Veliko ime, Sveta Trojica, Sveta Trojica, Presveta Bogorodice, Presveta pomagaj Bogorodica, mi. pomagaj mi. Veliko ime, Veliko ime, Sveta Trojice, Sveta Trojica, Presveta Bogorodice, Presveta Bogorodica, Sveti Arhangel Mihail, Sveti Arhangel Mihael, pomagaj mi. pomagaj mi. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје и спасение за черата Божи, Алекс, Ката, Крис and Sharon, Георге and Лори, Ник, Ешли, Арон, Ана, Шенон, Линдзи, Линда, Петар, за сите присутни овдека и за Владе и Ката, и за сите присутни оние кои се одсутни со нивните фамилии, зашто си милостиви човеколюбив Бог, и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. По молитвите на светите Отци наши, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Амин. Умело делете го на новата кума. Ова ќе се искрши со здравје на сите. Браќи и сестри, само уште едно кратко. Сакам да ви го честитам патрониот празник на сите. На сите што го носат името Михаил, сакам да им биде честито, долговечно и со горест да го носат. Да се сакаме и да се почитуваме и да се собираме уште многу години во наш дом. Живи и здрави да сте. Драги гледачи, зборуваме со Александар Бајалцалиев. Од кој место си, Алекс? Село Стојаково, Македонија. Алекс, ние сме многу горди да бидеме тука со вас, македонците во Феникс, Аризона. Од кога почна ти да бидеш вклучен во овие подготовки за македонска црква во Аризона? Од првиот ден кога зборавме, Кога беше тоа? пред 9 години, во еден мотел во Мейса, Аризона, се собравме едном 10-15 македонци и решивме да правиме ова. И ева сега тука 9 години се мачиме, погушуваме, помогнуваме, што можеме да направиме и сакам јас да замолвам нашите македонци од цела Америка и Канада. Ке почнам да плакам. Ве молам, македонци, помогнете нас. Ни треба помош, пошто ние сме малку луѓе тука и кој што може, колку што може, ево, помогнете на нас. Како што гледате на сликите, драги македонци, гледате едно прекрасно место, околу 2,5 acres, и многу убаво место со планина позади, но нели е важно македонците да помагат? Yes. Ова место е платено душо, мои македонци. Кладевме плочата, имаме мала капела, али сакаме да го дигнеме и да кладеме македонското знаме. Многу убаво. Многу ти благодарам и за сите македонци. Имаш еден поздрав, нели, од твоето место? Кажи еден поздрав ако имаш. Јас ги поздравувам сите македонци и како најмногу моите стојачани. Од Торонто ерија, Никола, од Каркабакот, од Павлов и други таму. И од Гевгелија има. Ве поздравувам многу од Сани, Аризона. Фала и ве благодарам многу што ми дадевте ова могушност да се јавам. Благодарам многу. We're speaking with Robert Nurjev and Mary Lozanovska. Robert, we'll start with you. Tell us about your involvement with the Macedonian Orthodox Church community here in Phoenix, Arizona. Well, I contacted Jim a few years ago. I was looking for Macedonian community. My father's Macedonian, and I missed that culture. I missed my family, and I was looking for a second family, and I found one. So. Now you have 5 kids, and I'm sure you've told them to be proud of their Macedonian heritage? We're teaching them. Yes, we are. They're very proud of their Macedonian heritage, and that's one of the reasons why we really want to get this community together and this church together, so that it benefits my children. Great. Mary, it's a great honor to speak with you. You're the daughter of Jim, the president. Tell us about your involvement. Are you proud of your dad's involvement, first of all, and the Macedonian community in general, that you're trying to build a church here?
Oh, yes, very proud of my dad's involvement. We've been trying now for about, I'd say, 7 or 8 years to get local and, nationwide Macedonians, Canadian Macedonians, try to get their support. And, we do these monthly dances and we cook for it and set it up and try to get even just, local non-Macedonian people to come in and, contribute and see if we can raise some money up. And What do you do in Phoenix? what do I do? What do you do for a living? What do you work at? Oh, I'm a bill collector. Okay, just curious. What do you do in Phoenix? I'm a teacher in the public school system. When are you going to visit Macedonia? Because you were there when you were young, but when are you going to go again? And you'll be landing, by the way, at the Alexander the Great Airport. I'm very proud of that I don't have to, and very happy that I don't have to travel from Belgrade, on that 8-hour drive to Skopje. So. Macedonia's beautiful capital, Skopje, and we hope you visit soon. And when are you going to be going to Macedonia? Hopefully soon. I haven't been there in about 20 years or so. Do you have a message for the younger generation Macedonians watching our show today about the Macedonians here in Arizona? Just get involved. It's very fun. You keep your traditions alive and go from generation to generation, and the kids love it. Great. Thank you very much. Thank you. Зборуваме со Мите Ристовски, председателот на Македонската православна црква Света Мала Богородица од Лос Анџелес, Калифорнија. Мите, вие за прв пат ќе говорите пред македонците во Канада на Македонската национална програма во Канада, част на македонски корени. Дали имаш еден апел во врска со изградба на ова црква? Вие секогаш од вашата црква и помагате на ова црковна општина. Зошто е важно, бидејќи вие живеете близу во Лос Анџелес, зошто е важно македонците тука во Аризона да имат своја црква? Тоа е многу важно, како јас се сеќавам кај нас пред 30 години, кога нашите македонци бевме на сите страни, па имаше и доста желба во народоорганизатори кои сакаа да има наша црква, така за народот да има на каде да се збира, да не одат по другите цркви, да се осеќаат како тугинци. Тоа беше една од главните... Јас ви честитам за тоа. Тоа јас сакам да повторам дека и тука овај народ во Аризона вистина се труди за долго време да изгради една црква и тие да се има нешто нивно. Нешто македонско. Македонско нешто, така. Па и ние затоа од Лос Анџелес му имаме помогнато. $5,000 му имаме дадено, ако сме мала црква. Па имаме донација дадено. Народот од Лос Анџелес вистина помага за... Пошто ние го имаме патено со малку народ, е многу тешко да се изгради една црква македонска. И затоа апелирам и до другите цркви, па и до епархијата, знам дека тие не се толку јак со пари. Меѓутоа идејата секоја црква во Северна Америка да даде по нешто, тоа е идејата? Тоа мора да се стори за... Како што ги гледате, овие луѓе се трудат многу за да го сторат тоа.
Па тоа е наша желба. Многу убаво. На крајот од овој разговор, дали имаш еден поздрав по повод Божикните и новогодишните празници? До македонците во Канада, дали имаш еден поздрав за Божик и Нова година? Да, поздрав до сите во Канада. Јас имам и роднини исто во Виндзор, Торонто, во Детройт, па до сите македонци и во Америка и во Канада. Многу ви благодариме за убавите зборови. Ви благодарам и јас исто. We're speaking with Robert and Cassie Lozanovsky. Robert, your father's the president of this Macedonian Orthodox Church community here in Phoenix, Arizona. Tell us from your perspective, why is it important that the Macedonians here in Phoenix have their own church? I think culturally, it's important that there's a place to gather. Our daughter is actually looking to get married this next year, and we're wondering where to have it done. It would be nice to have a Macedonian hall. We contribute, my wife and I and the family contribute, not just because my dad's the president, not just because he's devoted, but we see there's a high level of motivation there, but also we were part of the Macedonian community in Maryville, Indiana, Gary area, and we liked having a place to gather. We liked having our own Macedonian community. Absolutely, a place where we could share culture and allow the kids to grow up and share that experience. And I think it's imperative, right, that we don't lose that culture, because then, and it's not a bad thing necessarily, but then everybody becomes American, right? And my children will not learn the language, their children will not know the culture, and we want to, continue that along. Cassie, have you learned to cook any Macedonian specialties yet from your mother-in-law? I'm learning all the time. What have you learned so far? Tell us, what have you learned to make so far? Musika. I'm learning right now to make sarma. Nice. That takes a while. And the different manjas that my mom makes, and I know that's a general term, but we've taken a liking to her cooking, and my wife is always trying to learn and just become better at it. So, have you ever eaten luti piperki? Oh, I try. Right. This my kids request their food. I mean, their baba makes it, and baba always ask what they want for their birthday, and it's always a Macedonian dish. That's nice. This report's going to be airing during the holidays, so do you have a message for the holiday season for the Macedonians and our friends in North America? Sure. Happy holidays, Merry Christmas to all, and God bless. We do need a little bit of help here. Any help that you guys can offer would be much appreciated, and we hope to see you guys soon. Maybe even come up to a function in Toronto. Very nice, thank you. Do you have a message? What I love about the Macedonian community is that it's so family oriented. That's what drew me to it. And I'm looking forward to be with the family for the holidays. That is so nice. Thank you so much и да сте живи и здрави. Како се викаш? Томе. Томе, од кој место сите? Јас сум од Индијана. Од Македонија, од каде се? Од село Брусник, Битловска. Дали имаш еден поздрав за македонците во Канада? Сите ги поздравам, имам роднија многу. Поздрав и во Старика исто така. Ама поздрав, односно дали е важно порака да имаме црква тука македонска? Да, но ето мора се има, мора. Еве идам стално сум за овие работи. Поможи ми на црквата на Арангел Михајло Арангел. Благодарам многу. Нема грешка. Vardarski
what's your name? Aiden. Are you proud to be Macedonian, Aiden? Yeah. Good boy. What's your name? Ian. Are you proud of your Macedonian descent, of your Macedonian roots? Yeah. And what's your favorite game to play with your brother? Tag. Good. And what's your name? Caitlin. And are you proud to be Macedonian? Yes. Kako si vikaš? Robbie. And koliko godina imaš? I'm 12 years old. Are you proud to be Macedonian? Very proud. And what do you tell people? Why are you proud to be Macedonian? Is it because of our culture? Yes, I'm very proud of our culture because we don't just thrive in technology these days, like other cultures. Excellent. We have a lot of tradition, don't we? Yes, a lot. And are you excited now that maybe one day there'll be a Macedonian church here? Yes, because there's not very many around here. We need one, don't we? Yes. What's your name? Cassie. And are you proud to be Macedonian descent here in Arizona? Yes. Very good. And what's your favorite thing? What's your favorite subject at school? I'd say art. Good. Do you want to go to Macedonia one day? Yes. Do you want to go to Macedonia one day? I'm actually going this summer. Oh, wow, that's excellent. Are you going to go to see the beautiful sculpture of Alexander the Great in Skopje? Yes, that's where we're heading. Excellent. What's your name? Maddie. Maddie. And are you proud to be Macedonian, Patty? Yes. And how old are you? 8. And the last girl here, and what is your name? Megan. Megan, how old are you? 13. Are you proud to be Macedonian? Of course. And when do you want to go to Macedonia? You want to go soon? Oh yeah. Yeah, why are you excited? You look very excited. Well, because I hear my dad always talking about how great it is and how beautiful it is, and his cousins and all his family there, and I really would want to be a part of that. And do you remember where your grandfather's from? What town? Do you remember the town? Bitola? Bitola, Macedonia. Do you have a message at the end of today's interview for all the young Macedonians? Should they all be proud that they're Macedonian? Yes, you should, and you should really take advantage of all the culture that you can gain from being a Macedonian. Amazing. Thank you so much. Da si živa i zdrava. Thank you. What's your name? Daria. Are you proud to be Macedonian? How old are you? 5. And what's your favorite game to play? Tag. Tag? Да си жива и здрава. Почитувани гледачи, сега зборуваме накратко и со жената на председателот, Лена Лозановска. Лена, дали на крајот од овој дел на разговорот, дали имаш една порака за Божик и Нова година за македонците широм Северна Америка? Да е све за убо, Господ златен се на сите да му даде и овде Господ да ни поможи да направиме нашата црква, ако може да ни поможат сите. Да се собериме заедно сите, оти на сите децата се растурени секаде, а со ова ќе се собериме сите заедно. Да си жива и здрава. Срекни praznici. Do you have a message for the Macedonians in North America? Get involved, have fun, learn a little bit about your culture. And you're proud to be Macedonian? I am very proud. And when are you going to, you're going to university, I understand. When are you going to Macedonia? As soon as I possibly can. Got to get those student loans paid off. Now we're going to speak with your mother. You're not of Macedonian descent, but you just said you're Macedonian in your heart. I am Macedonian in my heart, yes. You have 5 lovely children, and you're teaching them to be good citizens, number one, and proud also of their Macedonian heritage from their father's side. Yes, absolutely. Absolutely. We're so proud to be involved with the Macedonian Church here in Phoenix. We hope more people will get involved and help us build our church. We are so excited. I want nothing more than for my children to learn about their Dedi's culture. Thank you very much. Thank you. Драги гледачи, зборуваме со Љуба, односно Руби Куноска. Љуби, ти си од Индијана, ти си дојдена тука за ова вечер. Зошто дојде овде во Аризона? Јас ида овде стално, ќерка ми е тука 10 години. Мислиме и ние да се муваме тука, ама и таму имам куќа, имам мајка таму. По црквите ода секаде. Сум дојден од 13 години, 1956. Од кој место си ти од Македонија? Сум од село Цапари од Битолско. Многу убаво. Има многу цапарци, мислам, од Цапари во Канада и во Америка. Канада и во Австралија, секаде има. И по црквите, јас со дедо сум растена, стари крај, немам никогаш во недела не оден од цркве. Љуба, зошто е важно да имаме наша македонска црква тука во Аризона? Имаме лара македонци, одат по чуждите цркви. Мора да имаме црква тука, така започнаме во сите цркви. Овде Аризона големо место е Феникс. Голем град. Голем градо е, не е само овај град.
Има македонци секаде во Аризона. Многу убаво, Љуба, Руби, многу убаво. Дали имаш еден поздрав за македонците за Божик и за Нова година? Ја, поздрав за сите наши македонци. Merry Christmas, Happy New Year. Не извини, because I know more English. Не може да се You speak beautifully. Не може многу да се експресам. Maybe our camera person can get a shot of the food that Luba's eating. Да не го кој го направи овие, кој ги направи овие сладки? Наши македонци. Жените што сме тука заедно сите поможуваат да се соберат луѓето да се направи све. А друго јас да ви кажам, јас сум од Смилево и првиот поп што дојде македонската црква да направи беше мојот чичко. Многу убаво. Многу ви благодарим. Help us by giving us money. By giving us money so we can build our church. So we can build our church. Thank you. Please come and donate to our church to help us get it built. So we really want to start building our community here. Друштво, фолклорно друштво од Аризона, од Феникс, Аризона. Ќе почнеме неколку песни и ора со нив и после тоа ќе продолжиме. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this nice occasion. Makedonsko devojče
твоите очи, да се нагледна едно ден ги раздели. Да има на моите лице, хубаво девойче от Македонче. Нашите, ако можете да си ги земите своите места, за да се покажат нашите гости како играт. И после тоа ќе продолжиме со наши песнички. Ви благодариме.
dojdeš, a ide ovajaš dušo, srce moje Jovano. Moja drama i dravovi, tebe ne pušta, ajde da dojdeš dušo, srce moje Jovano. Na zdravje.
imam sestra što me žali, ali ne imam sestra, sestra žali 3 godine. Treti očar i se voli, ajde pušti mene šar planina. Imam žena što me žali, ajde imam žena žali ko poplavne. Ajde, produžimo me. Belo lice ljubav ja, belo lice ljubav ja, i da ljubav i da gledam, pa i da nema dušo moja. Šekerna, ti kaleša šekerna, za šekerna, ti kaleša nevera. Me gusta ljubav ja, me gusta ljubav ja,
Ajde Linda, Bravo, na zdravje. Good exercise. I don't have to go to the gym this week. Your mother and daughter, see? I'm still good, right? I need oxygen. otvori mi belove večera, tata, lepotaka. Legali sarai para, usara zasva.
zdravje. Bravo na zdravje, nešto pobrzo.